голема мака имам на душа да кога ќе погледнем во царицата моја. Јас многу си ја милувам, а таа мене ич не ме милува. Не сака ни дури ни да ме погледне, не сака ни да седне до мене. А душата, ако ми ја посака, душата ќе ја дадам. А царштината да ми ја побара ќе ја дадам. Се што сака ќе ја дадам. Само да ме милува. Се може да ми земе само ако посака. Седни. Седнав. Седни до мене. Тука ми милува срцето. Добро, мори царице. Олти, мори, ич не ме милуваш. Добро, иде, што сакаш се ќе направам за тебе. Ќе ти купам се што ќе посакаш. Тоа е само да кажеш. Што рече? Ете. Не ме ни слушна. Значи гласот не може да ми го поднесува. Нешто се бев замислила, цару, те затоа не течу. Кажи па. Ако беше се замислила, ајде кажи, смисли ли нешто? Сакам да ми направиш сарај. Сарај? Та голема работа било за сарајот. Че ти направам сарај. Уште утре ќе заповедам да почнат да го градат. Уре, како утре? Уште денеска. Не брзај, цару, почекај малку. Не сакам да биде како другите сараи. Обичен. Туку... Не. Нема да биде обичен. Сакам да биде од костки од животинки. Од костки од животинки? Од костки од животинки? Од сите животинки што газат по земјава и летаат по воздухот. И од нивните костки ќе му го изгради сарајот. Добро, царице. Твојот збор за мене е закон. Сега ќе видиш ти. Стража! Заповедај, царско величество. Слушај, да одиш во гората и да ги најдеш големците на животинките и да им заповедаш да дојдат ваму веднаш. Да ги најдам големците на животните? Слушна ли, бре? Да ги доведам сите ваму? Да ги доведеш. Ваму. Абе, што ме гледаш како сум тупе? Ме разбрали што ти реков? Да ги доведеш ваму. И како не сум разбрал? Сега кога разбра, ајде, тргнувај во гората. Право во гора? Право во гората. Виде сега. Ајде, ала сега седни до мене. Не сакам сега, цару.
дури кога ќе го изгради сарајот. Дена поминаа како го пратив и уште го нема да се врати. Па не чини времето, цару. Кај ќе ги најде по овие снегови? Море ќе ги најде ако сака да му остане главата на раменици. Ке почекам, цару. Не ми се брза. Тебе не ти се брза, ама мене ми се брза. Може ли да влезам, честити царе? Леко бе, бе! Зборувај! Многу денови загубив и многу пат... Престани, бе! Престани со тоа! Кажи, ги доведе ли, а? Половина. Половина не. Како тоа, бре? Го доведов големецот на животинките што ода Арсланот, а големецот на животинките што летаат не. Орелот? Не. Бувот. Па нели големец на животинките што летаат е орелот? И јас така мислев, честити царе, кога го најдов бувот, тој ми рече дека имал многу важна работа. И затоа, кога ќе ја заврши, ќе дојде. Аха. Имал работа, виш, а? Да. И добро. Кога ќе дојде, ќе ја видиме ние таа работа со бувот. Јас лично ќе ја видам. А сега слушај, оди и доведи го Арсланот. Разбрам? Веднаш, честите царе. Јас тебе ти кажав зашто си викнал? Ми кажа. Пред царот ќе се правиш дека ништо не знаеш. Оти тој така заповеда. Разбирам. Ништо не знам. Пред царот ништо не знам. Разбирам. Разбира? Ајде сега со мене. Ама ми е страх. Знаеш ли, бре, ти, големец на животинките, зошто сум те викнал, али не знаеш? Не. Не знам, честити царе, зашто си ме викнал. Слушај сега што ќе ти кажа. Јас сакам од тебе да ми се донесат коски од сите животинки, за да изградам сарај. Разбра? Арно тоа што бараш коски, честити царе, ама зошто не тераш толку многу да се мачиме? Од кај ќе најдеме толку многу коски? Зар ти не знаеш, бре, големец на животинките, дека царски збор назад не се враќа? А бре, ќе се јадите, ќе се колите, ќе се дерате, ќе се глодите, ама коски ќе ви донесеш да направам сарај, инаку сите ќе ве ставам под меч, а прво тебе. Зошто, честити царе, волку не мачиш? Добро, и да најдеме коски, ама зошто само јас? А камо го бувот? Зошто само јас, моите животинки да си и мачам? Да го почекаме и него да дојде и тој, па
Сите заедно, као што треба да се договориме и да најдеме коски, ако треба. Бувот? Тоа со бувот си е моја работа. Јас ќе си ја завршам таа работа со бувот. А јас мислам дека најубаво ќе биде да го почекаме бувот, оти поумен е, честитица. Нема што да видите. Се знае што ќе правите. Тоа што ќе каже царот, тоа ќе правите. И толку. Тоа ќе правите и толку. Значи ќе го почекаме бувот. Ќе го почекаме. Чекајте, чекајте. Кога го дочекате, викнете ми мене. Одде си го овој големец на животинките и... Одете, одете. Што ми прави мене вака царицата пред овој големец? Не е убаво да ме срами. Се наudi, да појдам јас во нејзините одај и да ја смирам. Не, чекај. Зошто да одам сега? Ќе одам утре. И зошто и утре? Ќе одам тогаш кога ќе видам дека ми се поднасмевнува, значи се смирила. Ќе одам по 2-3 дена, прво и со бувот да ја средам работата. После 2-3 дена ќе одам и ќе ја смирам. Малку беше што Арсланот го чекавме 3 дена, сега уште 3 дена го чекаме и бувот. Кој па него го направи големец на птиците? Будала був. Ама, тие самите така си решиле. Кој тие? Па птиците така си решиле. Сите се доред глупави. Затоа и треба да се погубат. Ти реков да не го чекаш. Туку да го пратиш Арсланот. Па, таков е редот кај животинките. Доста! Може ли да влезам, честити царе? Ти, царице, немој да зборуваш, сега те молам. Бувот иде? Да. Ајде, викни ги дека не се ти фајска. Кај си бре буф,
што те нема толку време? Од кај се осили, бре, па 3 дни не ми доаѓаш и не ја слушаш мојата заповед, а? Ја слушам, царе, како не сум слушал, ама бев зафатен со една голема работа, та затоа не можев да дојдам. Ами, која работа е поголема, бре, був? Твојата, али мојата? Епа, мојата, царе. Чунки, твојата работа е, царе, да правиш царај од коски, така ми кажаат другите. Таа е мојата работа. Сакам на царицата кејв да ја направам. А која е твојата работа? Ај да те чујам, де. Јас, царе, броев колку мажи и колку жени има на светот. И многу макар ме фати, чунки испадна од има 3 ката жени и 1 кат мажи. А уште поголема мака ми падна, кога видов, оти и мажите не биле мажи, и меѓу нив имало некои жени. Ај, Ана Сана. Абе, во голема мисла ме кладе со ова што ми го кажа, бре. Јас туку седам и се чудам што мажи и што жени има. Абе, какви се тие мажи што се жени? Така, царе. Оти има мажи, еве како тебе. Да, тие, царе, одат по умот на жените. Ти слушаат жените и тие се како нив. И ти ова го слушаш и молчиш? Ти, царице, молчи. Треба да се погуби тоа веднаш. Кога се ќе биде готово, викни ме да гледам. А сега си одам. Истина сум ептен будала кога сум тргнал по женски ум. Да слушам сега како тука ме резили бувот. Ај, Ана Сана, ама галиба бувот ќе е во право. Од кај не се надеваш, од таму ќе ти дојди умот. Ре, браво со ова што ми го кажа бувот. Аш кол сум, бре, був на зборот што го кажа и на умот што ми го даде. Абе, ти си бил ептен, паметен, бе. Па, како сум тргнал по умот на една жена, можев да ги сотрам сите животинки. Ти ги арно што ми го кажа ова и ми го даде тој совет и тој ум. Аш кол сум нека ти е. Стражару! Да ги нахраниш и да ги облечеш убаво и да ги испратиш овие големци кај животинките. Ти благодариме, царе. Благодариме, Ајте сега. благодариме за добрината честите. Со здравје да си одите. Со здравје, Делио. Ана Сана. Абе, и будалштината имала век, ама и поминувала.